На вториот ден од напредната обука за системот за управување и приодржување во јавните комунални предпријатија, акцентот беше ставен врз подготовката на извештаите за раководните лица. Експертите од кипарската фирма Хидроком преку непосредна комуникација и практична работа со членовите на работните тимови ја елаборираа постапката за внесување и користење на податоците собрани на терен. ETAM's maintenance management system, it's a comprehensive management tool for public utilities to capture history of their assets. Capturing history of their assets will be beneficial for the managers to take critical decisions. Зошто е значена базата на податоци најдобро ќе се илустрира преку идните капитални инвестиции во делот на замената на азбестно-цементните цевки. Имено Европската директива налага водоводната мрежа да биде целосно реконструирана, за да се намалат големите загуби на вода и да биде изградена од материјали кои нема да ја загрозуваат животната средина и здравјето на граѓаните. Projektom i prvim dijelom i ovim sad imamo te podatke. Znači, gdje su ti veliki kvarovi, gdje je azbest, cement i sve to, i onda planiramo, a što imamo neka saznanja da i trebaju tu investicije da idu u tom pravcu, promjena tih cijevi. Svi podaci sa terena implementiraju se u softveru EDEMS i taj softver bit će dostupan ne samo radnicima u održavanju, već i menadžmentu firme, tako da će na osnovu svih podataka imati uvid i mogu praviti planove za naredna investiranja u preduzeću što se tiče održavanja vodovodnih cijevi. Бидејќи сите земји во регионот се соочуваат со истиот проблем, асет менеджмент или управувањето со имот е алфа и омега за тековното работење, идните планирања и зголемувањето на ефикасноста и ефективноста на услугите кон граѓаните. Очекуваме велике бенефите не само на пољу теренских радова и прослеđivања налога, него и на статистичком плану бележење кварова кои ќе користити и будуќим генерацијама. Предпријатијата што досега се вклучија во проектот управување со инфраструктурните средства, советодавни услуги за комуналните предпријатија во Југоисточна Европа од 4 земји на Западен Балкан нудат услуги на вкупна популација од 2,6 милиони жители. Од Белград за вестите на Ирис телевизија, Трајан Ристовски.